Почитуван председателе, почитуван мандатар, почитувани министри, почитувани колеги пратеници, драги граѓани. Природната влада ќе избереме во еден многу важен период за Република Македонија. Не едноставен период, период обременет со товарот на политичката криза која што некоја создаде пред отприлика година дена. Главните задачи на природната влада ќе бидат стабилизација на таа политичка криза и раководење со институциите во споставување на една институционална рамнотежа, за да можеме да стигнеме до оној важен момент, следните избори, каде што граѓаните ќе ја донесат својата одлука. Затоа, оваа природна влада ќе има своја историска улога во независна Република Македонија. Затоа што за прв пат се случува изборне на ваква природна влада и за жал за прв пат имаме еден парадокс. Политичката партија која што бараше формирање на ваква природна влада вечерва не е присутна во собранието. Но тоа говори за кредибилноста на тие кои што имале такви политички барања. Природната влада треба својата кредибилност да ја покаже со своето действување, работа во интерес на сите граѓани, работа со сите институции и она што го истакна досегашниот колега Емил Димитриев, сега мандатар на природната влада, поддршка на Државната изборна комисија за најдобро можно спроведување на следните парламентарни избори во Република Македонија. Тоа што од наша страна како пратеници е важно и тоа што природната влада треба да продолжи да го прави е дека овој чин на избор на природна влада е политички подадена рака кон опозицијата. Политички подадена рака кон сите оние кои што се сомневале од било кои причини во легитимитетот на ова собрание, за да можеме повторно да создадеме добри услови граѓаните да ја потврдат својата изборна волја. Природната влада има добар капацитет, затоа што има веќе искусни министри, искусни луѓе, политичари, луѓе кои што поминале повеќе, премрежија, предизвици, постигнале зад себе и оставиле многу успеси и мислам дека тоа е човечкиот капитал кој што и следниот премиер и целата природна влада го има како свој залог во однос на очекувањата на граѓаните на Република Македонија. Почитуван колега Димитриев, како премиер на природната влада, сметам дека сте соодветно решение од три едноставни причини, затоа што имате искуство и во локалната власт, и во извршната власт, и во законодавната власт. И сметам дека ова политичко и административно искуство вам ќе ви служи многу за да можете да управувате со целиот владин апарат. Тоа што ќе биде најважно за вас како премиер и за сите министри во природната влада е да се работи повеќе на економија, а помалку на политика, да се продолжи со трендот на привлекување на странски инвестиции, да се продолжи со трендот на инвестирање во образование, во здравство, да се продолжи со трендот на зголемување на извозот и на зголемување на индустријското производство, да се продолжат инвестициите во нови автопатишта, инфраструктура, информатичка технологија и да се продолжи поддршката за образованието и земјоделието. Стабилното работење на оваа влада и создавањето на добри услови за избори на Република Македонија може да ја создаде многу добра шанса за нашата одамна заслужена и очекувана препорака за почеток на преговорите со Европската Унија. И она што на крајот треба да се спомене и да се знае, дека вечерва, доколку досегашните министри за внатрешни работи и за труд и социјална политика не дојдат на време или не ги подпишат за клетвите кои што се должни да ги подпишат како министри во владата на Република Македонија, тогаш, почитуван колега Димитриев, вие од вечерва нема да бидете само премиер, туку ќе бидете и министер за внатрешни работи и министер за труд и социјална политика, се додека согласно уставот и законите, како што треба, секој министер не даде и не подпише свечена заклетва дека ќе работи согласно уставот и законите на оваа држава. Во секој случај, пак ќе кажам дека ние ова го сметаме како чин на подадена рака и сметаме дека оваа природна влада со поддршката на собранието и очекувањата на граѓаните ќе успее на соодветен начин да ја надмине и да ја преброди оваа политичка криза која што треба да заврши со мирни, честни, достоинствени, демократски избори кои што ќе бидат
израз на волјата на народот во Република Македонија. Благодарам.